Обележуваме 20 јуни, светскиот ден на бегалците. Кажете ми, еве секојдневно низ земјава транзитираат илјадници мигранти кои што ги напуштаат своите земји соочени со тамошните случувања. Земјава се соочува со вистинска бегалска криза. Ништо се поминуваат во надеж да најдат подобри услови за живот. Какви се нивните судбини? Како што знаете дека утре е 20 јуни, светскиот ден на бегалците, кога го одбележуваме на тој начин што сите ние заедно ја чувствуваме целата таа болка, се она што тие го поминуваат, додека ги напуштаат своите домови и го поминуваат патот до нивната крајна дестинација. Навистина нивното патешествие и нивните болки се големи и токму заради тоа треба на ваков ден сето тоа да се потенцира и да се подигне свеста за миграциите и за бегалската криза во светот. Значи, како што веќе ме прашавте, сакам да ви одговорам на прашањето како се чувствуваат овие луѓе. Ви сакам да истакнам дека пред се тие се безнадежни, се луѓе кои што навистина страдаат, кои што имаат многу болка во себе, заради тоа што доаѓаат од земји кои што на некој начин ги продуцираат овие бегалски судбини, бидејќи се зафатени од различни кризи и војни, како што се Сирија, Афганистан, Еритреја. Значи, тоа се стотици луѓе кои што навистина се шокирани, се травматизирани, едноставно се наоѓаат во комплетно нова состојба на живот. Дали жителите на земјите низ кои овие емигранти минуваат им помагаат или пак тие можеби се соочени со проблеми? Задоволни ли сте од односот на населението? Значи, можеме да кажеме дека навистина сме шокирани позитивно од се што се случува од групите на луѓе кои што на патот низ Македонија, започнувајќи од Кевгелија, едноставно помагаат на овие луѓе, целосно се посветени на тоа да им излезат во пресрет на нивните потреби, и како што можеме да видиме и во Велес, примерот на Ленче, која што навистина без никаква дискриминација, едноставно ги прифати овие луѓе, ги отвори сите можности за поддршка нивна, меѓутоа исто така има и голем број на луѓе кои што не директно, меѓутоа преку луѓето како што е Ленче и многу други во државата да помагаат, да донираат, ја поддржуваат таа хумана акција си со цел да се излезе во пресрет на овие луѓе. Значи дека со самите измени на законот кој што се надеваме дека многу брзо ќе биде имплементиран, значи ќе се промени комплетно состојбата во државата на тој начин што на овие луѓе ќе им се овозможи користење на јавниот превоз, меѓутоа не само на јавниот превоз, едноставно ќе можат да ги користат услугите во медицинските институции. Тие луѓе нема да има потреба да се кријат, да ги користат дедивите премини, едноставно нема да бидат повеќе жртви на трговија со луѓе, нема да се плашат од полицијата, ќе можат сами да дојдат и да се пријават или едноставно да побараат помош, затоа што законот веќе како што знаеме помина, меѓутоа видно што неговата практична примена сметам дека навистина комплетно ќе се промени целиот систем за азил во Република Македонија. Кои се државите каде што овие луѓе најчесто одат и како после поминувањето на Македонија се снаоѓаат? Значи, дали имаат проблеми нели низ другите држави? Че прво би сакала да потенцирам дека имплементацијата на законските измени пред се нема да предизвика само промени кај оние кои транзитираат низ Македонија, него едноставно ќе се направат позитивни промени во тоа што значи комплетна апликација на законот за азил за сите оние кои што ќе бидат баратели на азил во Македонија. На тој начин што не очекувам голем број нив, меѓутоа сепак кога ќе имаме еден систем, луѓето ќе можат на некој начин да се чувствуваат заштитени и ќе можат едноставно да ги добиваат сите права кои што следат со тие законски измени. Моделот на тоа каде овие луѓе заминуваат, значи одат во западноевропските земји, најчесто се среќаваат таму со своји пријатели, роднини, делови од некои членови од нивните семејства кои што подолго време престојуваат во тие земји, едноставно се чувствуваат дека му веруваат на тој систем, дека тој систем е добро функционира и дека на некој начин ќе им овозможи многу подобар живот, подобри услуги, подобро ќе можат да го живеат животот отколку во нивните родни места. Што велат бројките од земјите од каде доаѓаат во Македонија? Имаме ли уште голем наплив на бегалци?
Едноставно можеме да кажеме дека навистина е тешко прашањето да се одговори, да се предвидат бројките за тоа колку луѓе би поминале низ државата. Едноставно зборуваме за јадници луѓе кои поминуваат низ државата и тешко е заради тоа што никој не ги евидентира и регистрира во моментот. Значи можеме да кажеме и да ги користиме бројките од суседството, пред Србија, заради тоа што таму владата и нивниот систем ги регистрира луѓето кои што влегуваат, така да може да зборуваме во моментот за некои 22.000 лица кои што се регистрирани во Србија во првите 5 месеци од годинава, а 90% од нив секако поминали и транзитирале низ Македонија. Со импликацијата и со примената на новиот закон и неговата практична примена, владата ќе направи систем на комплетна регистрација на овие луѓе кои што ќе транзитираат и кои што ќе побараат помош, што значи дека едноставно ќе можеме да зборуваме за поточни бројки. Значи за тоа што не очекува во иднина, можеме само да предпоставуваме и можеме да предпоставуваме дека бројките навистина може да бидат големи, затоа што може да очекуваме бројки до 8.000 луѓе кои што би транзитирале низ Македонија. Унгарија најави дека ќе стави забрана за влез на мигранти на границата со Србија, таков е планот на господинот Орбан, но што Србија се спротивстави, меѓутоа ќе се оди кон компромис. Како ги коментирате ваквите најави и ваквите постапки на тамошната влада? Значи пред се можеме да зборуваме и треба да зборуваме за одговорност. Сметам дека затварањето на границите нема да го промени, нема да воопшто да направи никакви промени во состојбите. Едноставно ќе се кршат човековите права. Дури тогаш сметам дека на луѓето кои што се во неволја и кои што бараат подобар, трчаат по подобар живот, едноставно бегаат од сите оние моменти на нивно искористување, едноставно загрижувачки сите тие активности кои што се направени се загрижувачки по нивниот живот и токму заради тоа тие ги напуштила своите земји трчајќи по некој нов живот, по едно достоинство, така да затварањето на границите комплетно ќе значи кршење на човековите права и сметам дека овие луѓе кои што се жртви на трговија, жртви на мафија, жртви на сите тие групи кои што ги користат, ги крадат, ги злоставуваат, значи сето тоа дополнително ќе направи проблема во животите на овие луѓе и дури тогаш навистина можеме да зборуваме за вистински проблеми, дополнително ќе им се отежни животот. Затварањето на границите повторно ќе истакнам дека е на некој начин кршење на човекови права. Значи мора да се остави простор за овие луѓе да можат да си најдат една заштита заради тоа што сите тие на некој начин се под една меѓународна заштита. И за крај уште би сакала да ве замолам за една порака до сите граѓани кои што се сретнуваат со овие бегалци, значи да како да постапат. Уште долго време ќе се сретнуваме со нив без разлика дали на железнички станици или на автобуски станици, меѓутоа ете какви да бидат постапките, како најдобро да постапиме и да им го лесниме ете транзитот. Пораката која што сакам да ја упатам до сите, едноставно е да не ги затвараме очите, заради тоа што сите тие се исто така луѓе, како што сме и ние, заради тоа што често пати гледајќи нивната судбина можеме да ја гледаме и сопствената, значи и ние можеме да се најдеме на нивно место, значи денеска се тие бегалци, утре можеме да бидеме и ние. Токму заради тоа сметам дека треба да помогнеме на начин на кој што сите ние можеме да помогнеме, бидејќи меѓу тие групи на луѓе има стари лица, изнемуштени лица, деца, бремени жени, луѓе кои што имале достоинствен живот во своите земји, луѓе кои што имале семејства, кои што си имале куќи, домови, едноставно сега немаат ништо заради тоа што војната дошла во нивните држави, а тоа не е направено по нивна вина. Едноставно тие морале да ги напуштат домовите и да бараат место за подобро живење. Токму заради тоа сметам дека начините на кои што секој од нас може да помогне и да го следи примерот на Ленче и многу други како Ленче во оваа држава, едноставно да направиме се во рамките на нашите можности, со цел да ги препознаеме како луѓе, како човечки суштества кои што во моментот имаат потреба од помош. Тоа би било нако со мојата порака до граѓаните на државата. A pleasure.